Ургенциите кај пратеници, министри, градоначалници, советници и други функционери може да бидат корисни за сите, ако конечно заживее лобирањето и се појават првите лобисти во Македонија. Станува збор за организирано и платено застапување на интереси преку аргументи, анализи и комуникација со носителите на одлуки. Антикорупцијска со кампања ќе се обиде лобирањето во државава да го направи реалност, а паралелно ќе се кројат и измени на постоечкиот закон, кој всушност никогаш не е применет во пракса. Овој месец антикорупцијска со подршка на ЕУ ќе организира тркалезни маси за централната и локалната власт, бизнис секторот и медиумите, со цел да се истакне потребата од лобисти во Македонија. Главен проблем зошто лобирањето никогаш не заживеа според председателот на антикорупцијска Адем Чучулј е лошата представа на граѓаните за ургенциите, бидејќи за фаќањето врски секогаш се збори во лоша конотација. Процесот на регистрација не е комплициран, едноставен е. Проблемот е што во нашата држава се уште лобирањето се сваќа и како поим, и како практика, како негативна појава. Сите знаеме дека се врши лобирање, но не е транспарентно согласно законската регулатива. Лобирањето за прв пат кај нас беше законски регулирано уште во 2008. Нов закон се донесе во 2021, а во 2022 се регистрираше првата лоби организација. Во наредните години во регистарот се запишале уште две. Досега не поднале ниту еден извештај за тоа што имаат сработено. Лобирањето мора да се регулира бидејќи без јасни правила лесно може да премине во корупција. Нова укажуваат и домашни анализи, но и меѓународни извештаи. Токму поради тоа ќе се кројат и нови измени на законот. Идејата и наша и на нашите европски партнери, но сега и на Министерството за правда, да со анализи на досегашните да решат негативни пракси. Немаме ние реално пракса од примена на законот, има преку анализа која што ќе направи експерт од Словенија, кој што е ангажиран во рамките на активностите со Министерството за правда, за да ги детектираме проблемите и да ги пренесеме во новите законски измени со цел да имаме поприменлив закон. Во развиените земји лобирањето е сериозен бизнис. Само во САД трошоците за лобирање надминуваат 4 милиарди долари годишно, што покажува колкаво влијание има врз креирањето политики. Кај нас контролата на овој процес е во надлежност на антикорупцијска. Регистрираните лобисти имаат обврска да поднесуваат извештаи за кого и кај кого лобираат, како и за финансиските надоместоци. Од друга страна, институциите мора да водат евиденција за сите контакти со лобисти. Законот предвидува и ограничување. Функционерите и администрацијата не смеат да вршат лобирање, ниту пак тоа да го прават 3 години по завршување на функцијата. Иако правилата се поставени, се уште не постои пракса за да се оцени дали примената е законска.